Добар ден, почитувани, ова е уште една нова телма амбуланта. Кога некоја жена ќе каже дека има хормонски дисбаланс, тоа никогаш не значи дека таа е опуштена и задоволна. Естрогенот и прогестеронот се важни хормони кои што во голема мера одредуваат каков ќе биде животот на секоја жена. Па какво е нивното дејство од пубертетот до менопаузата и што доколку се наруши нивната рамнотежа. На таа тема денеска разговараме со доцент доктор Искра Битовска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија во Скопје. Разговорот ќе го проследите веднаш по рекламите. За хормонскиот дисбаланс на женските хормони денеска разговараме со професор доктор Искра Битовска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, диабетес и метаболни нарушувања. Професорке, добре ни дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, добре ве најдев. Кога зборуваме за женските репродуктивни хормони, кои се тие клучни хормони што треба да бидат во рамнотежа? Интересно прашање. Кога се работи за хормоните, опште сите хормони треба да бидат во рамнотежа, но кога зборуваме за женските полови, односно репродуктивни хормони, да речам познати се естрогените, претпоставувам и вака на луѓето нели што не слушаат, се естрогените, прогестеронот и тестостеронот. И тестостеронот? Апсолутно. И тие споменавте машки всушност полов хормон. Машки. Точно така, тестостеронот прави голема белја кај нас жените. Многу голем проблем е покачениот тестостерон и тоа е еден од основните да речам работи и проблеми кои што не ги задава хормонскиот дисбаланс. Ќе проговориме и за тестостеронот, но за да започнеме со естрогенот. Дали естрогенот исто така се излачува и кај мажите, како што тестостеронот се излачува кај жените? Токму така, само да појасниме. Значи, естрогените се лачат и кај мажите и кај жените. Исто така и тестостеронот се лачи и кај мажите и кај жените. Единствената заедничка точка, односно органот каде што се лачат и едниот и другиот се надбубрежните жлезди. Значи во надбубрежните жлезди се лачат и естрогените и тестостеронот. И кај мажите и кај жените. Она што доминира се кај жените јајниците, кои што ги лачат најголемиот дел од естрогените, а кај мажите тестисите, кои што го лачат најголемиот дел од тестостеронот. И уште еден орган кој што се смета, барем ние ендокринолозите го велиме дека е најголемиот ендокрин орган во човечкото тело, тоа е подкожното масно ткиво, кој што е извор на хормони и вистински извор на ензими, кои што прават претварање на едни хормони во други. Дали особено мастите што се на стомакот се однесуваат како ендокрин орган? Така е. Значи, затоа е велат дека понекогаш е проблематично да се има стомачна дебелина. Нормално ли е да осцилираат женските полови хормони, како што е естрогенот, во текот на животот? Значи да растат нивоата и да се намалуваат? Естрогените не само што осцилираат во текот на животот, кај жената, односно во целиот и нерепродуктивен, значи кај дете, па нели девојче, па жена во менопауза, туку и во текот на еден месец. И естрогените и прогестеронот се заслужни за она осцилација и за менструацијата, нели? За време на еден менструален циклус кај жените, значи доколку го сметаме за нормално 28 до 33 дена, практично многу осцилираат. Естрогенот расте во првиот дел, потоа опаѓа, неговото место го завзема прогестеронот, односно пука јајцеклетката некаде во средината на циклусот, па самата пукната јајцеклетка представува извор на прогестерон, кој што доминира во вториот дел од циклусот и на крај неколку дена пред менструалното крварење опаѓаат и двата нагло и тоа е практично причината за самото менструално крварење, доколку нема оплодување на јајцеклетката. Значи редовните менструални циклуси кај жената се всушност индикатор за хормонски баланс? Токму така. Доколку дојде до нарушување на менструалниот циклус, веќе може да зборуваме за хормонски дисбаланс. Доколку жената во својот репродуктивен период менструира еднаш месечно, сепак сметаме дека се работи за хормонален дисбаланс. И уште нешто да кажам, дека доколку било кој друг хормон е нарушен, лачењето на било кој, било да се работи за кортизолот, било да се работи за адреналинот, било да се работи за тестостеронот, било која оска друга да е нарушена од хормоните, прво испаѓа репродуктивната оска. Значи, прво се одразува на репродуктивната оска. Така да,
И, например, ако имаме тироидни нарушувања, меѓу првите работи што една жена ќе забележи, нарушување на менструалниот апсолутно, циклус. нарушување на менструалниот циклус. Меѓу првите работи. Доколку имаме исто кортизолска тоска, односно надбобрежна тоска недостасува, односно или има во вишок или во недостаток на хормоните од надбобрежната жлеза, прво ќе се одреди. Тоа е најсензитивна оска во нашиот организам. Зборуваме за жени во репродуктивниот период, каде што тоа може да се види. Професорке, што се случува доколку естрогенот е многу висок? Тоа се посебни, да речам, патолошки состојби, каде што може да бидат различни причинители. Може да биде, да речеме, циста на јајникот, која што практично лачи континуирано естроген и не дозволува да го има, нели, оној баланс што го кажав, нели, да се намали естрогена, да се покачи прогестеронот. Во кој случај нема да имаме менструално крварење. И ендометриумот, значи внатрешниот зид на матката, ќе биде континуирано под естрогенско делување, што пак може да допринесе, нели, и до други баш несакани појави во матката и во зидот на матката кај жената. Може да имаме нарушување, да речеме, во дигестивниот систем, во цревниот тракт, во уринарниот систем, па да не се излачува доволно добро естрогенот. И практично имаме релативен вишок на естроген. Немаме производство поголемо, ама ако немаме елиминација на естрогените, ме разбирате, во тој случај повторно ќе имаме вишок на естроген. И вишокот на естрогени, од било која причина да е настанат, си има прилично силни последици по репродуктивните органи на жената, било да се дојки, било да е матката заедно со вагината. Значи може да создадат, вишокот естроген може да создаде сериозни болести, како што се малигните? Многу сериозни. Како што и карцином на ендометриум на матка. Бидејќи континуирано под естрогено делување матката и зидот на матката. Велат дека има добар и лош естроген. Постои такво нешто? Како добар и лош холестеролот прилика? Сега, исто како холестеролот, значи нема добар и лош, има еден тип на холестерол. Холестеролот е еден, носачите на холестеролот, чистачите на холестеролот се тие HDL, LDL и така натаму. Овде има базично 3 типа на естроген. Го викаме најбитниот е естрадиолот, тој што сите го знаеме и се нарекува со бројка E2. Следствено на ова, ако се 3 типа имаме E1, тој се вика естрон и го има кај жените во менопауза, а не во репродуктивниот период. И го имаме како естратриол, тоа е E3, кој што се појавува само кога жените се бремени. Но да се задржиме ние на овој нашиот естрадиол, кој што практично со сите радиоимуни есеи се мери, односно во анализите го имаме како E2, односно естрадиол. Тој е најбитен и практично само него го гледаме. А вака, чисто да знаеме дека ги има 3 типа. Кај жените во репродуктивниот период понекога се јавува предменструален синдром, односно непријатности, нервоза, болки во стомакот пред да добијат менструално крварење. Дали е тоа нормално или пак е резултат на некакво нарушување на овие женски полови хормони? Кај многу жени се случува нели да имаме предменструален синдром, кај најголем дел е сепак подносливо, па некако подносливо и се поминува. Кај еден друг дел од жените го викаме дисфоричен синдром, значи тоа е на вистина буквално како да неколку дена пред циклусот се одземени, значи се и нели нерасположени или се хиперактивни жените со силни болки. Тоа може да има причина и органска, како ендометриоза, тоа се различни нели болести, да речем, на ендометриумот и така натака, но сепак да се задржиме на најчестото. Најчесто се стресни периоди, па и жените различно ги доживуваат. Значи, не мора да има некако си посебен хормонски дисбаланс, само доживувањето на тоа се оние неколку дена што ги спомнувам, нели, каде што паѓаат и естрогените и прогестеронот, или тоа се некогаш, значи, десетина дена наназад да имаат жените болни циклуси, тоа е резултат на она прогестеронско делување, каде што матката, да кажем, внатрешниот зид на матката се стега, има контракции и се спрема да се олјушти, односно да се излупи и да се изфрли. Тоа е практично менструалното крварење кај секоја жена. Значи, постои, многу често го среќавам, скоро и ретко која жена вака во репродуктивниот период да ми каже дека
нешто посебно нема предменструален синдром, но сепак треба да се јави тука веќе кај својот гинеколог, за да се види да не случајно има некакви си, нели, и други пореметувања во морфологијата и во функцијата на јајниците и на матката. Професорке, а доколку кај мажите се јави некое нарушување на нивото на естрогенот, какви симптоми ќе почувствува? Кај мажите исто така се јавува, често имаме на прегледи мажи со гинекомастија. Најчесто, кога имаме високо ниво на естроген, кај мажите им се појавуваат гради, односно почнуваат да им растат гради, буквално како кај нас жените. Она што го правиме, ова е карактеристично кај деца во адолесценција, во пубертет. Додека еден маж нели не се испили како маж, да речем, после 18, 20 до 25 години, се уште тестостеронот и естрогените немаат добар баланс и кај нив знае да се јави гинекомастија. Дури има некој процент од 40 до 75% кај машките деца во пубертет знае да се јави гинекомастија заради, особено кај пообезните, кај подебелите. Вообичаено кај мажите кога се јавува гинекомастија, ова е значи резултат на тој дисбаланс, секогаш прво правиме пролактин. Добро. И правиме естрогени. Значи секако и тестостерон и сите останати хормони, може и друго да е причина за покачување на естрогените. Тука сега доаѓаме и до делот на исхраната, и до делот на исхраната во смисол како се ранат, со какви концентрации се ранат пилињата, например. Конкретно, прво моje прашање е кога ќе имам некој маж кој што не е во пубертет, нели, зависно од возраста, прво што прашувам, прво кога гледам конституцијата, нели, дали имаме покачена телесна тежина или не, прво што прашувам како се храни, каков е типот на исхрана. И колку често пилешко месо се внесува во исхраната? Да, во главном. Значи црвеното месо толку нема. Има други недостатоци, меѓутоа црвеното месо, свињата и, да речеме, јагнењата ги ранат поинаку. Меѓутоа концентрациите што ги употребуваат, кај не се тоа хормонски. Хормоните се многу скапи да ги даваат во сега таков тип на индустрија, не се мешам, меѓутоа тие на посебен начин се претвараат кај пилињето и многу брзо они растат пиле од пиле до кокошка, многу е скратен, нели, тој период за да се консумира побрзо. Така да прво е типот на исхрана, што прашувам. Второ е дали се земаат медикаменти, заради тоа што имаат добар дел од медикаментите, особено кои повозрастните, лекови за срце, за крвен притисок, кои што знаат да направат пореметувања во тој дел, па и кај повозрастните мажи се јавува гинекомастија. И уште едно да напоменам, кај обезните луѓе, мислам често последно време ја спомнуваме обезноста, особено затоа што јас ја лекувам, нели, таква ми е субспецијалноста. Подкожното масно ткиво и централното, што го спомнавте на почеток, стомачното, ги претвара, тестостеронот го претвара во естрогени. Значи, мажите имаат нормална количина на тестостерон, но доколку имаат поголема количина на масно ткиво, таму постои еден ензим кој што тестостеронот го претвара во естрогени. Така да подебелите мажи имаат поголема количина на тестостерон и заради дебелината. Ова е добро да се знае, професорке. А што е со девојчињата кои што исто така се обезни, имаат покачена телесна тежина? Дали кај нив, да речеме, може порано да започне пубертетот, ако масното ткиво всушност продуцира што се случува кај подебелите жени, обратниот процес. Обратно е кај нив. Естрогените, значи тој е еден ензим ароматаза, кој што си ги претвара хормоните вака или така. Значи, таму естрогените, тој ензим естрогените ги претвара во тестостерон. Во машки хормони. Апсолутно. Така да не знам дали сте забележале кај по крупните жени има повеќе влакненце, така, на имаат лицето. повеќе масни потни жлезди, имаат повеќе акни по лицето. Значи, обезноста, односно дебелината, се обидувам стручно да кажам обезноста, меѓутоа, вака за да ме сватат повеќе, нели, сепак дебелината е навистина болест, дури и по Светска здравствена организација, каде што многу работи се случуваат во масното ткиво. Па и на тој начин многу хормони се менуваат. Доаѓа до хормонски дисбаланс. Така е, од едни во други и тоа ни прави исто како и хиперинсулинемијата, нели, кога сме зборувале за полицистични јајници и така натаму. Хиперинсулинемијата исто прави... Е директно поврзана, така.
со инсулинска резистенција и со инсулинот. Да. А веќе споминавте дека прашувате кај оние кои што се обезни каков изгледа начинот на исхрана. Но што е, професорке, со ние честички од микропластика кои што ги има насекаде? Можеме да прочитаме дека и тие кои ќе влезат во нашето тело се однесуваат како женски хормони, како естрогени. Да, па во тој контекст Пиеме вода од пластични шишиња, храна е спакувана во пластика. Живееме во ера која што вела дека во иднина ќе се нарекува пластична. Да, тоа се тие претворби што ги зборувам. Значи тоа има поседуваат супстанции во себе кои што кога ќе влезат во нашиот организам прават промена на хормони. Има некои други хемиски супстанции кои што исто се однесуваат како естрогени кога ќе влезат во телото. Па хемиски супстанции има, но исто така има и фитоестрогени. Значи во сојата, сакам да кажем, тоа се исто естрогени само од растително потекло кои што например се случува да кога имам жена која има високи естрогени, навистина високи, и например ќе ја пратам на гинеколог, ќе видам дека нема циста, нема нешто што органско би ги предизвикала. Второ прашање после тоа ми е како се храниш. Значи сме имала жени кои што навистина многу внимавале на исхрана и кога ќе прашам што е тоа внимавање, нели, тоа се ете така овие растителни естрогени кои што не се штетни, ама ако само на тоа се базира нашата исхрана, и тоа ќе доведе до нарушување. Апсолутно. Значи се што е претерано не. Значи сепак една рамнотежа на организмот му треба. И умереност во се, така. Тоа е најтешкото. Да, најтешкото на крајот на криштата. А како утврдувате каква е состојбата со естрогенот, кога споминавте дека има осцилации во неговите вредности и во текот на еден месец, потоа во текот на животот? Како се одредува кое ниво на естроген е пожелно кај жената во одреден месец и на одредена возраст и во одреден период од месецот? Точно има референтни вредности за секоја возраст. Значи имаме референтни вредности во нашата табела на вредности. Точно има референтни вредности, затоа ми е многу битно жената да ја прашам кога земам хормони. Кај жените во репродуктивниот период најбитно ми е да земам меѓу 3-тиот и 5-тиот ден од почетокот на менструалниот циклус. Значи не е seедно кога ќе ги направиме тие испитувања. Бидејќи знаат жените да речат сега ќе испитам јас хормони и ќе појдат. Така, и ќе дојде. Да речеме ако дојде на ендокринолог, ендокринологот ќе праша кој ден ви е денес. Значи најреферентни се вредности од 3-тиот до 5-тиот, еве и до 6-тиот ден ако се погоди викенд и така натака. Значи тој период ни е најбитен, почетокот на циклусот, за да видиме каква е реалната слика кај таа жена. Не било кога. Иако и било кога да провериме и за тоа има референтни вредности, но кога нешто не чини, најбитно за нас ендокринолозите од 3-тиот до 5-тиот ден да видиме каков е хормонскиот статус. И тука не испитуваме само естрогени и прогестерон, тука испитаме можеби уште испитуваме уште можеби 10 хормони и комплетно да видиме што се случува и каде да почнеме да го бараме проблем. Бидејќи споминавте сите се меѓусебно поврзани. Ако еден хормон се наруши, тој ќе повлече нарушување на цела низа друга од хормони. Сега хормоните во естрогенот конкретно ја штити жената во репродуктивниот период. Па од што ја штити? Најчесто ја штити од кои болести? Од кардиоваскуларни болести. Значи, ние жените сме заштитени претежно од кардиоваскуларните проблеми, додека сме во репродуктивниот период. Тоа е заради тоа што естрогенот ја има таа особина да нема лош липиден профил, липиден статус. Значи, ние сме заштитени од природно, ние треба да раѓаме, нели? Треба да водиме сметка за потомството. Значи, го имаме тој, условно кажано, таа предност пред мажите да сме заштитени од тој тип на болести, но затоа кога влегуваме ние жените во менопауза, таа заштита снемува и тука нагло веќе почнуваме да влегуваме да се споредуваме со мажите. Како жените да почувствуваат дека естрогенот им е нисок? Па се чувствува, тоа можеби не толку брзо, меѓутоа кога се влегува во менопауза, се чувства и како. Сме зборувале за менопаузата, нели? Од обичните промени на кожата, нели, стануваат така, да речем, потенка, понаборена, до градите свиснуваат, значи не се веќе така, нели, убави како што биле. Подкожното масно ткиво, не кожата, подкожното масно ткиво го снемува, почнуваат зглобовите, значи естрогените ги прават сите тие работи корисни. Сувост на вагината, значи веќе и сексуалните односи не се како што биле, делува на либидото, значи естрогените се тие естрогените заедно со тестостеронот делуваат на нашата сексуална желба.
и тоа знае, нели, полека да опадне, но сето тоа морам да нагласам дека повторно е во врска со стресот, односно со сите останати хормони. Значи, не можеме да ги гледаме репродуктивните хормони засебно, само изолирано. Засебно, како што ниту еден друг хормон не можеме да го гледаме засебно. Сите имаат одредена улога тука. Значи, многу е важно хормоните да бидат во одредена рамнотежа. Тоа е посакувана состојба, бидејќи е поврзана директно со нашата здравствена состојба. Но жените во летниот период, професорке, понекогаш посакуваат да го поместат менструалното крварење пред да поидат на годишен одмор. И за таа цел користат одредени најчесто таблети за поместување на менструалниот циклус. Дали е тоа безбедно? Може ли да доведе до некакви хормонски нарушувања? Да, па сега толку зборуваме за балансот. Цело време балансот и ти имаш дисбаланс. Така. Ке си создадеме. Значи, некаков си баланс постои и сега ние сакаме да направиме дисбаланс. Јас како ендокринолог верувам дека и гинеколозите ќе се сложат со мене. Тоа знаеме да го препорачаме кога е неопходно, меѓутоа сепак да се случува ретко во животот на една жена. Инаку постојат, не знам, според мене да не биде редовна пракса. Безбедно... Не, да не е редовна пракса. А безбедно е еднаш ако се направи? Па, безбедно. Да, значи сепак ја поместуваме оската, ја менуваме оската. Тоа истото го правиме и со контрацептивите, но така да и во истиот овој контекст можеме да кажеме дека и контрацептивите се штетни, меѓутоа и штетни се. И се што правиме различно од природата, нели, е генерално штетно, меѓутоа да не е многу често. Има моменти кога сакаат девојките, особено девојките и младите жени, дали одат на одмор, дали имат испитна сесија, дали спортистките па нели треба да одат на некој надпревар, кога би требала некоја спортистка нели да оди на надпревар, па баш па никако не ја одговара да има менструално крварење. Значи било кои моменти кога треба да се помести циклусот, може постојат. Да речем во Америка постојат до тој степен такви лекови да може континуирано да немаш циклус. Значи, постојат и такви лекови. Постојат лекови кои што 12 недели, например, се земаат таблетка, па се остава една недела пауза, па после уште 12 недели повторно, па една недела пауза и, например, се сведува менструалниот циклус на 4 пати годишно. Дури се оди до таму да има и ампули кои што се даваат на 90 дена, па исчезнува циклусот сосема. Но што тоа значи за здравието? Сето тоа одобрено, мислам, постои во употреба како лек, ме разбирате? Така. Тоа кај нас ги нема тие работи. Но се има бенефит и ризик. Така. Значи, само да ви кажам дека постојат дури и такви лекови кои што апсолутно сосема може да направат изостанок на циклус. Тоа апсолутно не се согласувам со тоа и баш сум срекна што ги нема кај нас. Кај нас, она што јас препорачувам како ендокринолог е прогестеронски препарат кој што се зема, да речеме, некои 5 дена до 7 дена пред да е очекуваниот циклус. Значи прогестеронски препарат. Само прогестеронски. Со цел за продолжување на менструацијата. Така, добро. Може и контрацептиви ако се зема да се продолжи без пауза за крварење, ако на пример девојката или жената зема контрацептиви, па нели се има 4 дена до 7 дена пауза, каде што е очекуваното крварење. Ако продолжи континуирано да ги зема, нема да го имаме нели очекуваното крварење или доколку си има редовен циклус, доколку не е на контрацептиви, да зема, да речеме, неколку дена пред да треба да дојде прогестеронски препарат и да продолжи да го зема уште 10 дена, 15. На тој начин постои, значи се прави тоа и постои и го пишува во упатството на овие препарати, но сепак да не е често, да е ете така, навистина кога мора. Инцидентно, баш ако мора. А може ли да се забремени доколку се земаат овие прогестеронски препарати? Прогестеронските, во принцип, ако жената претходно не е бремена, тоа е во оној вториот дел кога не би требало. Значи, може само да е бремена, оти знаеме дека тука нема, медицината нема, 2 и 2 никогаш не се 4. Така да секогаш може да се случи жена и да е бремена и да има нешто налик на менструално крварење, жената тоа си го перцепира како дека имало добиено менструација. А практично е бремена. Така да има секакви варијации на тема, но еве сега зборуваме за вообичаено. Значи, ако се сака се продолжи, може, но генерално сепак да не е толку често тоа. Професорка, а што е со ден потоа? Хормонски тапчиња за спречување, како хитна контрацепција што се земат? Еве вие како ендокринолог што советувате? Па тоа веќе не е превентива. Тука е малце како превентива од бременост. Тука е голема количина на хормони каде што би се оневозможила концепцијата, би се оневозможило спојување
на јајцеклетката и сперматозидот. Тоа е идејата на пил автор, значи на ден потоа. Тоа е сосема друга работа. Така, но што значи тоа за хормонскиот баланс? Мислам дека тоа и толку не може само еден месец после тоа да се поремети и тоа е тоа, но секогаш земаме бенефит и штета. Мора да се измери во тие моменти. Така и правиме обично во медицината и на крај крајва ниту еден лек, ако земете да го прочитате упатството, макар и на еден аналгин или кафетин или парацетамол, ќе видите еден куп несакани ефекти, така да секој лек си носи, нели, и бенефити. Така, особено кај хормонските препарати се наведени на вистина многу несакани ефекти. Што значи за жената ако пие естроген? Тука ако пие жената естроген, тоа мора во посебни околности кога нема матка. Даваме естрогени, исклучиво ако немаме матка. А со жените кои што се во перименопауза или пак како и да даваме посебни хормони има за перименопауза, тука жените уште крварат и сакаат да крварат, а посебни хормони, посебно се викаат посебни хормонски таблетки, посебен состав кај жените во менопауза, каде што не треба да крварате. Значи не се истите. Цела наука е, не, ни случајно не се истите. Ќе ги поканиме и гледачите пред да преминеме кон прашањето како се лекува хормонскиот дисбаланс. Од овој момент почитувани емисијата е контакт на професор доктор Искра Битоска, ендокринолог од Универзитетската клиника за ендокринологија, диабетес и метаболни нарушувања. Е во студиото на Телма. Таа ги разрешува нашите бројни дилеми поврзани со оваа тема, а секако ќе даде одговор на сето она што вас ве засега и ве мачи како прашање. Професор, ќе продолжуваме понатаму, значи како се лекуваат хормонските дисбаланси во случај кај жена која што има нередовен менструален циклус. Најдапред кому да се обрати, дали на гинеколог, дали на ендокринолог и што се може да вклучи лекувањето? Значи, ендокринологот и гинекологот во принцип би требало да функционираат заедно, затоа што јас не правам ниту вагинално ехо, ниту ги знам тие работи да ги правам. Прво треба да се открие причината зошто. Например, ако една жена имала регуларни циклуси и одеднаш престанува да има регуларни циклуси, тука веќе мораме нели да стапуваме на сцена. Што е во позадина? Точно така. И ние значи стапуваме на сцена во смисол да прво нели ја гледаме и прво што ја спрашувам нели телесната тежина, ако имам нормална тежина, како и да ги правиме базичен хормонски статус. Најчесто се работи за 3-тиот до 5-тиот ден, дури ако е нерегуларен циклусот. Ама може да изостанува 2-3 месеци. Значи не можеме да чекаме тогаш кога ќе добие, ако добие. Туку во случај да имаме подолго време застој на циклусот, правиме веднаш. Хормонски статус, нели, наутро, нагладно, правиме може би 10 хормони, 15, колку што смета ендокринологот дека треба да се направат. И потоа гледаме, ги пракаме на гинеколог, ако веќе гинекологот не ги працал до кај нас, значи секогаш ни треба убаво ехо, значи еден убав гинеколошки преглед со морфологија на јајниците. Така. Не треба да видиме дали се полицистични или не се, значи каков е ендометриумот, нели, во милиметри, значи сите тие работи треба. Матричниот слој на матката, да, така, добро. Комплетен гинеколошки преглед и во комбинација со хормонскиот статус и особено со тоа, да речеме, каква е психофизичката состојба на жената што е пред нас. Во добар дел се работи за обезни жени. Многу ретко се случува да имаме, да речеме, хормонски, има секако, меѓутоа е сепак многу поретко да се сите хормони во ред, а практично да нема жената циклус. Тогаш веќе бараме малце и генетика, бараме и други работи, зависи од многу работи. А доколку е премногу слаба, ако нагло изгубила тежина, може во тој случај да се изгуби менструалното крварење? Апсолутно, па ако е премногу слаба, исто така е проблем, заради тоа што, колку и да звучи парадоксално и чудно, ова што ќе го кажам сега, репродуктивните хормони се прават од мастите. Значи, треба сепак доволна количина на масти да имаме во нашиот организам, во крвта, нели? Така. За да се направат, значи хормоните може да бидат масни, може да бидат и протеински, направени од протеини, како тироидните се пептидни хормони, ама репродуктивните хормони и стрес хормоните се направени од масти. Значи, ако имаме анорексична личност пред нас, значи личност која што е премногу слаба, организмот, односно мозокот, си есапи дека оваа жена не треба да има дете, оти не може едно дете да, сега го кажувам народски, да износи
и практично не дава овулација. Значи тоа самиот мозок го прави, самиот организам, да тоа велам, совршени суштества сме во тој дел. Значи, премногу слабите исто така немаат циклуси. Имаме гледачи, професорке, ќе им дадеме предност, па ќе продолжиме на тема на која што говоревме. Добар ден за првиот од нив. Добар ден. Го очекуваме вклучувањето на првиот гледач. Се надевам дека тоа ќе биде успешно. А доколку не може да се вклучи првиот гледач, да го слушнеме прашањето на вториот. Добар ден. Еве уште една шанса, уште една можност за вклучување. Добар ден. Имаме очигледно некаков проблем. Ќе продолжиме понатаму, доколку се јават гледачите, повторно ќе добијат можност за вклучување во денешната телма амбуланта. Професорке, во кој случај на пациентките кои што има нарушување во менструалниот циклус им советувате да се земат контрацептивни средства? Контрацептивите се лекови како сите други. Лично јас не посегнувам по контрацептиви веднаш. Туку настојувам да ја најдам причината зошто. Често пати ја наоѓам и најчесто ја наоѓам било да се работи за вишокот на тестостерон, па нели копам после зошто е висок тестостеронот, зошто се циклусите ановулаторни и така натаму, многу често хиперинсулинемијата, високиот инсулин кај подебелите жени, но често пати и генетика, не мора да се работи за обезна жена. Може да се работи за сосема нормална тежина, која што пак мајка, баба и така натака. Сега на времето полицистични ајници е релативно нова работа. На времето, ниту оделе толку често на гинеколог, да речем и мојата мајка, па за мојата баба да не зборуваме и така натаму. Не оделе често на гинеколог. На крај полицистичниот оваријален синдром, критериумите се некаде 2003-2007 поставени. Така. Значи, како такви, диагнозата ја поставуваме релативно доцна. И обично ќе прашам дали вашата мајка имала регуларни циклуси, нели? За бабите веќе и не памтат девојките, нели? Ама барем до мајките да застанам или вашата сестра и така натака. Значи има тука и генетска компонента и генетска предиспозиција, да. Ќе им дадем уште една можност за гледачите. Се надевам дека овој пат успешно ќе биде вклучувањето. Добар ден. Добар ден. Повелете, во програма сте. До професорката и до вас. Ви благодарам. Ме интересира, вака, имам две прашања. Прво, имам девојче кој што е спортист и ја слушна професорката, па зборуваше за тоа, меѓутоа кај неја е проблемот што таа е пливач. Пливача, рековте? Да. Добро. И ме интересира, секогаш кога веќе тоа меѓу нив и другите останати спортистки, заедно се има договорено дека доколку добијат не е проблем, може да пливат. Па ме интересира дали е тоа возможно, дали нешто пречи во врска со хормоните и понатамошно развивање на девојчето? Тоа ви е првото прашање, добро? Да. Ми рековте дека имате две, второто? Второто прашање беше во врска со мене. Добро. ТСХ, мислам дека е Тиреостимулирачка за тироидната прашувате? Да. Добро. ТСХ? Таа ми е малку покачена. Добро, дали колку? е тоа некој знак на Добро, само кажете ми колку е покачено, дали знаете бројка? 4,58. 4,58. Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Професорке, значи, првото прашање беше на гледачката за незината кирка, која е спортистка, пливачка и си има договорено нели со незините пријателки да плива за време на менструалното крварење. Дали може тоа да содаде некаков проблем? Не. Не? Со хормоните? Не. Никаков проблем? Не, мислам не зема контрацептиви, така да ништо, може со тампон тоа да се реши апсолутно. Значи тоа не е проблем. Совршено може. Ги споменавте оние лекови пред малку за поместување на менструацијата кај спортистите, тоа многу често го практикуваат. Значи тоа не го советувате. Во принцип, ако нема некој дисфоричен, ако нема тежок предменструален синдром, значи јас воопшто не би препорачал доколку нема обилно но многу работи зависи. Така. Јас сум повеќе за со тампон да се реши ова работа. Да се генерално мојот начин на функционирање и како доктор е тоа. Да. Исто така второто прашање, доколку ТСХ-то е малку покачено 4,50 и нешто? Да. Значи, тоа е исто често прашање. Доколку ТСХ-то не е самодоволно, многу ни е битен и тироксинот. Доколку тироксинот е уреден,
ТСК-та го толерираме и до 10. Тоа се професорке најнови протоколи, бидејќи едно време се инсистираше да биде ТСК-то 2. Не, тоа се вика субклинички хипотироидизам. Значи, доколку е меѓу 4 и 10, а тироксинот е уреден, тоа го нарекуваме субклинички хипотироидизам и само следиме. По тироксинот лекуваме. Значи, ќе треба да се направи дополнително испитување, за 3 месеци треба да се направи дополнително. Какво е нивото на тироксинот? Уште еден гледач ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Денеска малку имаме проблем при вклучувањето на гледачите. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме одлично. Повелете. Поздрав за докторката. Ви благодарам. Имам едно прашање. Јас сум хипер од 2015 година, значи се лечев 8 години со тирозол. До лани направив операција, извадена ми од страната цела тироидна жлезда, заедно со тие имав како некои цисти. Продолжив со терапија еутирок 125, но постоперативно оштетена ми е паратироидната жлезда и ме фати како грч. Сигурно знае докторката тоа. Так, метаболизмот на калциумот се нарушува, така? Значи устата ми се искриви, добив грчеви во рацете и примав терапија со калциум венски. Исто така сега моментално пијам шумечи таблети калциум, затоа што калциумот сега не можам да го регулирам, ми паѓа, штом паѓа тој така имате сериозни здравствени проблеми. Прашањето ми е дали само по себе паратироидната жлезда, калциумот ќе се стабилизира, така? Или ќе ми остане вака доживотно. И како да дојдам до термини, преку матичната не можам никако да добијам термин, а сакам баш за кај докторката преглед во Скопје. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Фала ви многу, поздрав. Така, професорке, по операција на тироидната жлеза, која што одстранета дошло до оштетување на паратироидната жлеза, сега калциумот и паѓа на гледачката. Може ли тоа само од себе да се среди со тек на времето? Зависи, прво, не знам дали е извадена целата тироидна жлезда, бидејќи паратироидните се овема надвор од темата. Да, по темата, така. Паратироидните жлезди се наоѓаат позади двата пола на тироидејата. Доколку извадена целата тироидеја, често пати знаат нашите хирурзи да ги извадат и паратироидните жлезди. Доколку се извадени, и не знам пред колку време е тоа направено, значи доколку се извадени сите, тука може само субституција со калциум и со D-витамин. А доколку е нешто оставено, тоа може само по себе малку да си се зголеми, ние го викаме да хиперплазира, компензаторно, и горе-долу да се воспостави повторно нивото на калциум. Но зависи од диагнозата, зависи од кога се вади било кој орган или дел од орган, па се става на стакленце, се прави патохистологија, и таму треба да се прочита што е извадено, како е извадено и дали се извадени сите паратироидни жлезди. Колку што разбрав, оставено е нешто, бидејќи спомена дали има можност да се обнови жлездата. Да, може. Не се обновува. Таа само си расте, бидејќи е под напор. Тоа исто како кога еден бубрек ќе се извади, другиот си продолжува да си функционира, меѓутоа малку заради зголемената функција се зголемува бубрегот. Исто и тука, значи кога едното нешто недостасува, останатиот дел се зголемува и може би и да си ја врати функцијата сосема. Но ова се само парцијални информации, што ги чувме од господјата, значи не знам кој дел, колку, како и пред колку време е точно направено. Ако е направено пред години, веќе тоа е тоа. Ако е направено многу скоро, можеме да му оставиме на организмот 3 до 6 месеци да горе-доле си, но со чести контроли секако. Добив знак дека имаме уште еден гледач или си исклучил. Добар ден. Изгледа си исклучил гледачот. Добро, ние продолжуваме понатаму. Кога станува збор за контрацептивните таблети, дали нивното земање може да создаде некакви проблеми кај жени кои што имаат склоност кон тромбоза или кон некакви проблеми со кардиоваскуларниот систем? Има ли некои жени кои што и покрај хормонското нарушување со менструацијата, кое што се манифестира, едноставно не може да зема терапијата? Да, се случува и тоа. Значи, кај жени кои што имаат висок крвен притисок, кај жени кои што имаат замасен црн или покачени масти, сите тие работи делуваат, а да не зборуваме за тромбофилијата, односно состојба на зголемена тромбогеност на тромбоцитите, односно на зголемена тромбогеност на крвта, значи зголемена коагулација. Така да тоа и го пишува во упатството и околу тоа мора да се води сметка. Дали жената има висок крвен притисок, кај пушачи не се препорачува, кај
жени што пијат алкохол не се препорачува, кај покачени масти не се препорачува, бидејќи тие таблетки кога ќе се земат, поминуваат преку црниот дроб и доколку и црниот дроб не ни функционира како што треба, на страна од оваа тромбофилија, повторно имаме проблем. Кај овие жени може да дојде во обзир лепенки. Лепенките, за жал, многу ги нема кај нас. Јас и препорачувам лепенките кои што си ги земаат од останатите земи. Зошто лепенки? Затоа што лепенките не поминуваат преку желудникот и преку цревата, не доаѓаат да го заобиколуваат црниот дроб и практично сите овие штетни ефекти се минимизираат со тоа што си се ресорбираат подкожно. Значи и за тоа фармацијата измислила решение, да. Така да и тоа стои. Дали кај жените со зголемена телесна тежина, со регулирањето, со незиното регулирање, може да се реши и хормонскиот дисбаланс? Апсолутно. Јас имам, да речеме, точно сега имам една млада жена која што дојде со едно 20 на килограми повеќе, со вака, нели, се направен полицистичен оваријален синдром и без менструални циклуси, пробав со тековна терапија. Не можеше да поднесе ниту спиронолактон, ниту метформин, тоа она што го давам, нели, на крај. И на крај реков, ако сакаш да имаш деца, само тоа ми беше доволен мотив за да ослабе. Жената ослабе 15 на килограми, остана бремена, чисто да ви доволам колку е сензитивно. Се породи и повторно се здебели. Сега 2-3 години после првото дете, сакаше повторно да остане бремена, меѓутоа беше на иста тежина како пред години. И исто така, само тоа беше мотив кај незачки, си само да ослабиш. Ослабе 15 килограми и сега е трети месец бремена пак. Значи, многу е сензитивна таа оска на сите овие работи што ги зборуваме. Значи, да, со средување на телесната тежина, апсолутно се враќа и оската, доколку тоа била причина, се разбира. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден за него. Ало? Во програма сте, повелете. Едно прашање до докторката. Така. Имам 42 години и пред една година менструалниот циклус ми се поремети. На 2-3 месеци добивав менструација. А отидов на гинеколог, ми дадоа овие хормони, естроген, прогестерон, апчиња за... Така. За регулирање на менструацијата. Имам редовна менструација. До кога треба да ги примам? А колку време ги пиете? Една година. Цела година? Една година. И дали има тие штетно дејство? Сум слушнала за рак на гради. Така, јасно. Јасна е вашата загриженост. Ви благодарам за вклучување во програма. Еве, гледачката има 42 години, почеле да бидат нередовни менструалните циклуси, потоа е била препишана хормонска терапија, цела година ја пие и се регулирал циклусот. До кога? Сега дека ги пие хормонските таблетки, ќе бидат циклусите регулирани. Не знам, значи јас лично никогаш не препишувам хормонски таблетки, никогаш пред да направам комплетен хормонски статус. Значи, морам да направам прво да се обидам да видам каде е причината. Потоа, ако давам хормони. Постои ризик некаков, тоа е и дилемата на гледачката во однос на карцином на дојка на... Проблеми имаат пациентите оти ќе одат на гинеколог, гинекологот многу лесно препишува контрацептиви, па кога ќе дојдат после кај мене, еве во ваков случај, јас морам да ги... Јас не знам, нели, што било причината за нерегуларниот циклус. Не знам. И да е кај мене, сега пред мене да се наоѓа ова, нели, господја, јас нема да знам што се случило, доколку е претходно направено. Па врз база на направениот хормонски статус се дадени контрацептиви, тоа е едно. Ама многу често ми доаѓаат веднаш е дадено од гинеколог контрацептиви и кога дојдат кај мене јас немам, ниту можам да измерам хормони, бидејќи кога се земаат контрацептиви, сите хормони се по еден темплейт, по еден дизајн. Значи немам реална слика кога ми е жена со хормонски таблетки, немам реална слика, нели? Оти репродуктивната оска е тргната на страна и местото на репродуктивната оска го земаат таблетките. Така, јасно. Значи треба, како да ви кажам, треба минимум 2 до 3 месеци да ја оставам жената, ако веќе да прекине терапијата. Да се исчисти од овие хормонски, значи треба време да се врати оската, ако се врати. Па после 3 месеци, 4 месеци да се направи испитување. Тогаш да ги направам сите хормонски таблетки за да речем ако не е моја пациент, хормонски испитувања, за да знам што практично се случува со
пациентката што е пред мене. Значи, вака никако не би можела да кажам Јасно. ни до кога, ни зошто, ни како, затоа што предпоставувам, дека ги дал гинеколог, не знам. Но кој да ги дал, ако знае, нека се врати кај незиниот доктор да види да зошто појасни. се дадени и колку време да се даваат и да се продолжи се дадени. Значи ми доаѓаат пациентки кои што земаат по 5 години хормонски таблетки, по 10 години хормонски таблетки. Немам тука многу што, ако не знам што била причината пред да се дадат хормоните. Професорке, некаде по 40-та година почнува Така е. да се јавува нерегуларност во менструалниот циклус. Тоа е всушност период на перименопауза, вовед кон Зависи менопауза. дали биле нередовни циклусите. Значи, ако веќе зборуваме за години од 35-та година па натака, Така. веќе почнуваат оние хипофизни хормони ФСХ по малку да варираат. И сега различни жени, нели, во различно годишно време доаѓаат и до перименопауза и до менопауза. Значи, можно и да влегла господјата во перименопауза. Ама треба да ги знам хормоните, треба да ги знаеме хормоните, сите овие што ги зборуваме и плюс уште толку, да ги знаеме пред да се дадат хормонските А таблетки. советувате ли во периодот на перименопауза да се земе некоја хормонска терапија за да се врати регуларноста на циклусот и да си го заштитиме жените на некој начин и здравието? Токму така, и затоа постојат посебни таблетки. Не се овие контрацептиви што ги зборуваме, тоа се други таблетки кои што се исто хормонски таблетки кои се дават, но со строга контрола. Тоа значи дека нели знаеме дека хормоните знаат да направат и карцином на на дојка. Знаеме дека може да направат и тромбоза, нели, и така натаму. Значи со сите тие да речам предупредувачки мерки, значи да се прави редовно мамографија, да се прават редовно папови нели на 6 месеци, да се прават тромботестови редовно и да нема во семејството нејзино макар минимум прва линија мајка или сестра или нешто слично со карцином. Значи има кога ги даваме. Тие таблетки навистина се добри и добро се чувствуваат жените, ги заменуваат природните хормони, но сепак треба со под строга контрола и некај сите. Апсолутно, тоа е мојот став, да. А оние жени кои што имаат изразени валунзи, односно прекотување и слично, а се долги години веќе во менопауза. Професорки, значи менопауза само да појасните што е. Значи колку време по последната менструација што е добила жената е во менопауза? 12 месеци. Добро. 12 месеци од последниот циклус нема жената циклус, од тука натака жената влегува во менопауза. И од тука натака, 12-тиот месец по последниот циклус, веќе е жената во менопауза и од тука натака не sme да добие крварење. Било какво крварење, една година после последниот циклус треба да ја носи на гинеколог. На страна од редовните гинеколошки прегледи, кои што особено во тој период се препорачливи. А може ли 2 до 3 години по менопаузата да се започне со некоја заменска хормонска терапија? До 5. Препораката е до 5 години, уште кога уште нели се уште има некаков си субстрат. До 5 години можно е со сите овие мерки што ги. Но после 5-та година повеќе орално. После 5-та веќе не се препорачува. Почетокот не се препорачува. Ако е почнато веќе во тие 5 години, може да се продолжи. 5 години, може и 10, но никако после 5. Професорке, ви благодарам многу за вашето денешно гостување. Секогаш ни давате преубави, јасни појаснувања за бројни дилеми поврзани со ендокриното здравје, со нашите хормони, чести се хормонските дисбаланси, се вуваат и во различни периоди во животот и убаво да знаеме на каков начин се диагностицира, се решава проблемот и што се може да стои зад него. Јас ви благодарам на поканата и секогаш навистина ми е многу драго да сум меѓу вас. Почитувани професор доктор Искра Битовска, ендокринолог, беше нашата денешна гостинка. Ви благодарам што не следевте со внимание. Ви посакувам пријатен ден.